Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди, издание кое ќе биде последно за оваа сезона. Ќе следуваат неколку недели од репризи од најинтересните прилози за кои што сте појавиле интерес досега, па потоа некаде од септември, од средината на септември се гледаме повторно со премиерните изданија на земјоделската емисија Бразди. Во меѓувреме ќе ги следиме состојбите и ќе информираме и преку нашите вести. Во денешната емисија акцент ставаме на климатските промени од аспект на пчеларството. Некаде од средината на август пчеларите мора да почнат со подготовките за зимувањето. Треба да се подготви пчелното семејство, да има добра паша, да има добра храна, да има доволно да се родат оние златни пчели како што ги нарекуваат пчеларите, оние пчели кои што треба да го презимат пчелното семејство. Ке позборуваме и за значењето на тоа да не се подлегнува на купување на увозни матици со кои што само се прави проблем на нашата домашна автохтона Apis mellifera macedonica, која е најдобро адаптирана за ова поднебје, особено и за овие климатски промени, да нема никакви проблеми. Ќе зборуваме и од аспект на механизацијата, од заштитата при работа со тракторите. Се почести се црните билтени каде што гледаме дека некои од трактористите настрадале или се повредени при несреќи со работа со механизацијата, особено со тракторите. Затоа ќе ставиме акцент на важноста на што се треба да се внимава за да бидете безбедни при работа со механизацијата. Ќе зборуваме и за машините за заштита на приклучна механизација, која што ни е многу важна за да имаме добра заштита. Ако имаме добра заштита, ќе имаме квалитетен од високи приноси, сето тоа повлекува само позитивни придобивки во земјоделството. Тука се стручните совети, така да бидете со нас. Почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Алармантна е состојбата со ширењето на болеста заразни сипаници кај малите преживари. Сојузот на одледувачи на овци го вклучи црвениот аларм, откако речиси секојдневно од терен пристигнуваат информации за регистрирани нови жаришта во повеќе региони од земјава. Сојузот, кој директно ги застапува интересите и екзистенцијата на одледувачите, апелира дека досегашните парцијални мерки и затворањето на фарми повеќе не даваат реални резултати на терен. Нивниот предлог е итна лабораториска типизација на вирусот и набавка на соодветна вакцина. Државата да увезе соодветна вакцина и да направи задолжителна вакцинација на целото национално стадо. Свесни се за предизвиците што ги носи вакцинацијата, посебно во делот на меѓународниот промет, но сметаат дека зачувувањето на живиот фонд е апсолутен приоритет. Владата донесе одлука со која се менуваат и дополнуваат условите за користење на средствата од компензацијските фондови. Постојаната кредитна линија што се реализира преку Развојна банка добива кредитна намена за финансирање на откуп на оризова арпа и винско грозје од сортата вранец. Со овој инструмент се создава финансиска основа откупот да се одвива навремено, а предадениот род да биде исплатен во утврдениот рок. Вкупно на располагање има околу 10 милиони евра, со 1% фиксна годишна каматна стапка и 3 месеци грејс период за отплата. Во тек е пријавувањето за субвенциите за 2026 година. Платежната агенција ги известува земјоделците дека барањата се поднесуваат за мерките за основни и дополнителни подршки над доходот на земјоделските стопанства односно директни плаќања по површина и грлодобиток, мерките за директни плаќања по единица производ, мерките за подршка на влезните елементи во производството и мерките за мали земјоделски стопанства. Подршката по површина и грлодобиток е условена со произведен и предаден производ на регистриран откупувач. Поднесувањето на барањата се врши по електронски пат преку веб порталот на агенцијата, при што и оваа година е обезбедена помош од подрачните единици на Министерството за земјоделство. Со нови инвестиции во браната на Злетовица се отвора патот за земјоделците од Пробиштипско и Кратовско да им се овозможи наводнување на околу 4500 хектари. Тоа значи производство што ќе се планира според потенцијалот на земјиштето и потребите на пазарот, наместо да зависи од врнежите, потенцираше министерот за земјоделство Серафимовски. Со грантот од 2 милиони американски долари обезбедени од Светската банка, започнува подготовката на фазата за наводнување и фазата за производство електрична енергија. Злетовица ќе отвори можност за нови култури, поефикасно користење на земјоделските површини и развој на локални капацитети за откуп и преработка.
Главната тема за денешната емисија ни се климатските промени поврзани преку аспектот на пчеларите. Пчеларите имаат големи и сериозни маки со климатските промени, со недостигот од паша, со екстремно сушните периоди кои што прават сериозни проблеми во пчеларството и особено е важно, веќе пчеларите го сватија тоа, дека е важно да се прават обиди начини да се оди на селидбено пчеларење. Без селидбено пчеларење многу е проблематично за пчеларот ако е само стациониран, тоа веќе го увидоа самите пчелари кои професионално се занимаваат со пчеларство. Ке зборуваме и за значењето на Apis mellifera macedonica, за тоа колку е важно да не подлегнувате на обидите да ви продадат некакви увозни матици кои што наводно давале приноси. Со тоа не само што нема да ги добиете тие приноси, правите и дополнително хибридизација на нашата автохтона пчела, Apis mellifera macedonica. Се наоѓаме во село Горно Хамзели, тоа е во подножјето на планина Огражден и ова е фактички пчеларник каде пчелите ги собираме од повеќе различни пчеларници и тука презимуваат. Се бориме против овие климатски промени. Почнавме со селидбено пчеларење пред неколку години. Веќе неопходно е. Па неопходно е и затоа имаме вака зимски пчеларници каде што пчелите презимуваат. Ова е, да кажеме, матичен пчеларник и од 12 локации ги собираме пчелите тука. Не само овде, имаме и уште 3 вакви пчеларници каде што на јужна експозиција, на потопли места каде што немаме толку проблеми со презимувањето. Иначе, еве на врх Огражден носиме, на Беласица носиме, на Еленица носиме, на повеќе локации имаме 12 пчеларници за селидбено пчеларење, каде што во текот на сезоната ги носиме пчелите. Овие пониските места почнува суша, почнуваат високи температури и ако останат на вакви места пчелите во текот на цела сезона, тие се осудени на пропаст, бидејќи немаат услови да преживеат во ваква пустинска клима. Станува ли се понерентабилно стационираното пчеларење? Некој ако планира пчелар да станува, мора однапред да планира за селидбено, да се подготвува со такви услови. Стационарното станува проблематично. Тоа е веќе, како да ви кажам, неминовно. Секој што планира да се бави со пчеларство, а и сите ние кои веќе се бавиме со пчеларство, ако не ги селиме пчелите, ние сме осудени на пропаст, на стечај, да не кажам. Бидејќи со оваква клима, со овакви сушни периоди, по 3-4 месеци немаме врнежи, немаме воопшто ниту една капка дожд да капне, тоа е невозможно да се пчелари веќе во вакви услови. Температурите се над 40 степени на сонце, што викаме ние тука огин врне, значи не може да се пчелари во вакви услови. Додека горе на врх Огражден, например, тамо 1100 метри, 1200 кај што ги носиме пчелите, таму е сепак 9-10 степени пониска температурата. Си има паша. Има самите растенија се порелаксирани, посе свежи, нектарат, иначе овде до 31 мај. После тоа веќе настапува ова горештина и јуни, јули, август, 3 месеци е пекол. Што во овој период сега е клучно да се направи за зазимувањето? Сега е периодот кога се раѓаат златните пчели, популарно како што ги викаат пчеларите. Сега е периодот кога треба да се размислува за зазимувањето, да имате добра основа за да имате добар пролетен старт. Ова припрема за зима го почнуваме негде средина на август, после 15-20 август и цел септември имаме добра прилика да ги спремиме пчелите за зима. Што значи тоа да се спрема? Тоа значи беспашни периоди имаме во лето, треба да се прихранат, треба да се проверат, да се третираат за вароодеструктор, за крлижот, што го викаме ние популарно пчеларите, и да можат да влезат во зима зимски пчели, кои се со големо масно ткиво во своите тела и кои успешно може да презимат. Ако тоа не го направиме во август, ние нема да имаме пчели. Ние ќе имаме пчели кои нема да се рентабилни и едва ќе преживуваат. Да не кажам и дури и 50% загуби имаат пчеларите во зимскиот период заради овој недостаток, што навремено не отпочнуваат со овие активности. Така. Вие сте како задруга, функционирате од неколку пчелари, вие сте задруга Пчелин рај, но и сте членка на Сдруженијето Макби.
Кое е значењето на ова здружение кое што станува предводник на многу важни работи во пчеларството во Македонија? Јас еве сам спомнавте, сум како Ѓорги Андонов, член на Здружение Магби, покрај тоа што сум еве председател и на задругата пчеларска задруга Пчелни рај. Во Магби членувам од 2012 година, еве веќе 13 години. И што е основната задача на Магби? Основната задача е да ја заштитиме нашата локална пчела, автохтоната пчела, што е Apis mellifera macedonica. Таа е признаена како вид на пчела, таа постои во сите учебници, да не кажем, во сите архиви на светски архиви каде што има регистрирано пчели. И нашата Македонија, ние се гордееме со тоа. Рутнер иначе ја регистрирал. Се гордееме со тоа што е наречена Македоника, иако не е во сегашните граници на Македонија. Значи, ја има во Србија, Јужна Србија, ја има во Косово, ја има во Албанија, ја има еве во Грција, ја има Бугарија, па се до Црно море. Значи, од Јадранско море па до Црно море и дури и Романија. Цел тој регион? Да, огромен е тој регион, Турција, дел, кај што е европскиот дел на Турција, доста распространета на оваа територија и еве сега ние се трудиме ова нешто да го заштитиме, да го унапредиме, да биде уште подобра и уште почиста раса. Какви програми, што работите еве за подобрување? Па почнавме еве пред 12 години. Почнавме со селектирање и со подобрување на генетиката на Apis mellifera macedonica. Преку производство на матици? Преку производство на матици, но не било какви матици, туку ние тоа го правиме на посебен начин со посебен протокол. Учествувавме на еден проект Smart Bee на Европска унија, каде беа вклучени огромен број пчелари од цела Европа и не научија како ние тоа да го правиме. Како ние таа автохтона Apis mellifera macedonica да ја од година во година подобруваме. Имаме циклус од 2 години, каде што еве оваа година почнавме пак нов циклус, се почнува во јуни месец и почнуваме со старт од иста матица треба да бидат пчелните семејства. Значи, една мајка треба да ги има керките матици. И тие матици, еве јас имам овде, ќе ги видиме и подоцна, Така. имам 12 пчелни семејства на 15 пчеларници во цела Македонија, да не кажем на цела територија, по 12 пчелни семејства на 180 матици се тестираат. Кои особини се прегледуваат, што влегува у тоа тестирање? Тоа е однапред утврден протокол, си имаме, да не кажем, цела скрипта, како Така. тоа се прави и на кој начин. Отпорност на вародеструктор, мирноќа на рамките на пчелите, развој на пчелното семејство, роидбен нагон и медопродуктивност, што еве ние пчеларите, како пчелари, нели сите сакаме да имаме поголем принос на мед. Овие карактеристики се основни и по овие карактеристики ние ги изнаоѓаме од овие 180 матици во рок од 2 години, кои 5-6 се најдобрите. И од нив после се прави И од нив така прави следна продолжува генерација. лозата. Така. И таа лоза веќе 6 циклуса имаме, 12 години. веќе е прочистено на некој Да, начин. 6 циклуси се по 180 матици, веќе имаме 1080 матици тестирано, селектирано и ја имаме Дистрибуирано до генетиката пчеларите на понатаму. најдобрата. Така. И еве оваа година ние тоа го продолжуваме. Значи после 2 години пак ќе ги најдеме најдобрите и продолжуваме понатаму. Тие Порано- после тие матици завршуваат кај пчеларите. Така. Да. Што кажуваат пчеларите? Чувствуваат ли разлика? Можат ли без опрема да работат или по-лесно да работат со неа? Продуктивноста дали е зголемена? Пчеларите по принцип секогаш, нели, ние сме луѓе, на комшијата козата е поубава. Значи и нашите пчелари експериментираат, бараат подобар и полесен начин да дојдат до поголеми приноси на мед. Меѓутоа, тука е грешката. Се носат бакфаст, се носат италијанки, се носат од најразлични видови пчели, се носат матици тука и тие матици на овој терен пробуваат да ги населат. Меѓутоа, ќе ви кажем, тоа е проверено, испитано, сепак имаше одново, ќе ви кажем, проект на Европска унија, каде се тестира матици кои се автохтони на територијата каде што живеат
и се носеа од други територии, од други видови пчели. Така. И секогаш автохтоните матици беа најуспешни. Не зборам само за Македоника, Апис мелифера македоника во нашата тука Македонија. Значи, ако е лигустика во Италија, таа е таму најуспешна. Ако е во Грција, таа си е таму најуспешна. Значи, секоја пчела, секоја матица на својата домицилна територија, на својата каде што е создадена, каде што со илјадници години екзистирала, е најуспешна. Еве, ајде да ги наброиме. Зошто да одледуваат Македоника? Познато е дека се укажува многу совети, ги гледавме рекламите дека постои увоз на матици, се рекламираат, дури не се ни кријат. Кои се основните карактеристики на Македониката? Зошто еве вие одледувате Македоника? Ја одгледуваме од една основна причина, што е најуспешна на овие простори. Нема матица која е поуспешна од нашата Апис мелифера македоника на територијата на Македонија. Тоа може да ви го потврдам со факти. Испитано, проверено, значи наука стои позади оваа информација. Не стои Основни Георги карактеристики Андонов. кои се на Македониката? Подолгорочно е посигурна за овие климатски промени и за овие поднебја? Има основно, пошто за нас тоа е важно да ви кажам, многу има брз развој. На пролет многу брзо матицата создава една армија од пчели и до 50.000 пчели може да достигне до крајот на април и почетокот на мај, кога почнува поинтензивната паша. Завршува пашата, го собира нектарот, складира залихи и што се случува понатаму? Го намалува бројот, е многу штедлива, бидејќи јуни, јули, август, кај нас знаеме каква е климата, и предходно била таква, не до толку, но сепак била сурова климата, суша, немало вегетација, немало нектар и е адаптирана на такви услови. Го намалува бројот на пчелите. Го За поминува летото, да нема трошоци, да нема трошоци, Так. да не го потроши медот Домаќински. Да, знае дека нема да има нектар и го чува дури за следната зима. Презимува со мал број на пчели, не како италијанка и други видови на пчели, со многу помал број на пчели и е многу економична. Во зимски услови, ако примерно други видови на пчели трошат по 12 км, она ќе потроши 6 до 8 км, што е за нас поволно. Бидејќи ако донесеме италијанка, ние мора да ја обезбедиме 12 км за зимата. А од каде ќе ја обезбедиме кога нема? Треба да вадиме тегли да оставаме. Која е опасноста, колку не се свесни дел од пчеларите, каква опасност прават со тој нелегален увоз? Не се свесни дека не е ова како крава со бик па да ги контролираш сега со овој бик, ја спариме сега. Кај пчелата тоа не може да се контролира. Само можеме да си го уништиме нашиот генетски ресурс за кој што вие се борите да го задржите. Еве, кај пчелата тоа е во суштина и проблем, што еве од мојот пчеларник овде, кога ќе излезе матицата на оплодување, може да летне до 10 км и да се сретне со или мутиран труд, или пак оригинал италијански вид. Од таа пчела матица што го направила може да се тој сретнат и да се спарат. И нашиот долгогодишен труд, што ние еве 12 години нешто работиме, го расипе за кратко. Така, Што викаме, нели, преку ноќ. ќе го измелези нашиот труд. Сега имаме нешто, една ситуација, да не ви откривам многу во тој поглед, да створиме услови нашите матици да се оплодуваат со трутови со кои ние тоа сакаме да го направиме. Контролирано? Контролирано, но не во лабораториски услови со вештачко осеменување, туку во природни услови да го постигнеме и ова. Тоа е голем напредок. Тоа е голем напредок, се работи со тоа доста време на веќе. научна основа ќе биде. И ќе биде многу брзо тоа презентирано на самите пчелари, ќе се избегнат огромни трошоци за вештачко осеменување, а ние кои сакаме да имаме чисти раси на пчели, чисти видови, ќе си имаме можност сами тоа во нашите пчеларници да го организираме природно оплодување со наши трутови. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив сега важно е да знаете што на овие високи температури дава добри резултати.
Во вториот дел од емисијата зборуваме за механизацијата од аспект на заштита при работа со механизацијата, колку е важно да имате квалитетна, безбедна, сервисирана механизација, добро осветлена со сите сигнализации, за да нема толкави црни статистики во билтените од настрадани трактористи и земјоделци при работа со механизацијата. Ќе зборуваме и за машините за заштита како една клучна алка за да имаме високи приноси, но и квалитетни. Професоре, искористувањето и експлоатацијата на земјоделската механизација за земјоделците е секојдневие. Знаат ли доволно, информирани ли се доволно како да се заштитат при работа со земјоделската механизација? Што покажуваат бројките? Се уште ни се црни оние статистики што ги гледаме за недоволна заштита и недоволно внимание при ракувањето со земјоделската механизација. Да почнеме со тракторите, па ќе збориме и за дополнително. Тракторот е најболна тема. Затоа што, верувајте, нередовното одржување, сервисирање на тракторите доведува до голем број на несреќи како во тек на работа, така и во ред на транспорт. За претходните 2 години некаде над 50 имаме несреќи кои што се евидентирани, делимично се со жртви, некаде околу 1/3 до 1/4 до 1/3, меѓутоа телесните повреди кои што се појавени се доста големи. Кој е проблемот или зошто се појавува? Кои се најчестите? Прво и основно неодржување. Значи, користење на немање сигнализација. Значи, едноставно тој е фантом во текот на сообраќајот, него гледаш дека тој се движи. Најчесто имате едно светло, мислиш дека е мотор или дека е некое превозно средство, кое што е на 2 тркала, меѓутоа е нешто што е многу погабаритно и многу поголемо. И многу поспоро. Точно. Од друга страна, врши ли застој во сообраќајот. Секогаш ако направиме анализа, несреќите се јавуваат во пролетниот и во есенскиот дел, кога се најинтензивни земјоделските нели најголема фреквенција има во сообраќајот на земјоделски машини, што значи дека е тој период тука. Управуваат ракувачи кои што си повозрасни, каде што моториката на нив е намалена. Од друга страна управуваат и деца, малолетни, под 14 години, што и тоа представува еден голем проблем. Не тој што сака да работи, меѓутоа да помогне во семејниот буџет и на фамилијата за да, нели, средствата останат тука, да не се ангажираат лица од надвор, бидејќи ти треба да се платат дневници. И кога ќе земеме се сумару, нели, како збир на сето тоа, доведуваме до една ситуација и до една работа каде што треба да обрнеме посебно внимание во тој поглед. Непочитување на условите за работа, наклонот на терен, непочитување на водотеците, близина на водотеци, непочитување со порано кога се користеа цевките во наводнувањето, особено оние железните, алуминиумски или било какви материјали, под далноводи, под некои, нели, она електрична енергија каде што поминуваат самите системи, самите линии, се појавува приличен број на несреќи од струјни удари. Управување со приколици, со товар. Точно, и неприлагодена брзина. Движење на, нели, во самиот склоп на тракторот се знае колку може да седат и колку може да управуваат. Тоа е еден. Меѓутоа ние што правиме? За да не одиме, нели, пешки, да не се движиме до местото каде што треба да се изврши работниот процес, се што можеме ќе собереме и товариме. Меѓутоа има правила, начин на однесување. Затоа што да, денеска може да биде се во ред, меѓутоа не значи дека и утрешниот ден ќе го поминеме така безбедно. Мора да се почитуваат правилата на игра. Ако ги почитуваме правилата на игра, не само за нас, за сите ќе биде и подобро. Таков е случајот и со машините, користењето на машините за заштита. Машините за заштита се исто многу клучна алка во тој сектор. Имаше еден период, ќе следи и период кога ќе мораме да се адаптираме кон европските правила, таму се многу поригорозни. Ова се што имаме, практично ќе треба да го замениме. Процедурите се веќе започнати, негде околу 10 на 12 години се изработени европските регулативи, кои што европските регулативи мораме ние да ги имплементираме овде. Тоа се регулативи кои што се карактеризираат првенствено на заштита на посевите, заштита на животната средина, заштита на почвените води, подпочвените води, затоа што сето тоа негативно влие долгорочно на самото население. Има неколку ризици од машините за заштита, од користењето, нели, на средствата кои што се користат за аплицирање. Оние кои што учествуваат директно, тие се еднократно, нели, изложени на средствата за заштита, кои што може да направи контаминација на самото тело, на самиот организам. Меѓутоа имаме и долгорочно изложување како резултат на непочитување на каренца, непочитување на количина на средства за заштита, денес прскан, утре продаваме и така натаму. Тоа се потрошувачите, која што бројка е многу поголема и кои што се тие директно изложени подолг временски период.
Секој изложување на хемиски средства или на фитофармацевски производи директно влијае на нарушување на човековиот организам, односно на неговото здравје. Европската унија со изработувањето на регулативите, со донесувањето на новиот закон за заштита на растенија во Република Македонија, потребно е истите тие да бидат целосно имплементирани. Прво се започна со сертифицирање на кој може да располага, кој може да ракува и кој може да аплицира средства за заштита. Меѓутоа сега е фазата на машини и на механизација, каде што треба да се стандардизираат во поглед на квалитетот на аплицирањето, затоа што да ја имаме и најдобрата механизација, да го имаме и најдоброто средство за заштита, најскапото. Ако не ги почитуваме агроеколошките услови, временските услови, ако не направиме добра регулација на машината, како таа да аплицира, колкава големина на капка, брзина на движење така натаму, верувајте, џабе ќе прскаме. Затоа што аплицирањето или резултатите од овој работен процес не го гледаме ние денес. Можеме да го видиме за неколку дена, најчесто за 5 до 7 дена. Дали сме ја сотреле болеста, сме го намалиле влијанието, дали е тоа на болест, дали е тоа инсекти или нешто друго, и како резултат на тоа ние можеме да ја контролираме појавата и негативното влијание на одреден посев, односно на одредена земјоделска култура. Кога се зборува за машините за заштита, пред се мисли на тоа каква формулација ќе прскаат, со колку микрони ќе бидат капките да бидат поситни, пошто овие сегашните стари атомизери нит може тоа да се регулира како што треба, ни ништо. Поновиве гледаме, имаат многу современи системи, па имаат посебен резервар за вода, за миење, за да не се мешаат со препаратот. Современата механизација предвидува правила и услови кои што критериуми треба да ја исполни земјоделската машина, приклучната машина, може да биде тоа и самоодна, за жал ние немаме самоодни машини кои што директно се користат само за заштита. Ретки една дали имаме у Македонија. Искрено не знам, и тоа е сигурно набавена половна, купена некаде од западноевропските земји. А овие машини првенствено треба да исполнуваат одредени услови, критериуми, кои што критериуми ги односно ги дава Европската комисија врз основа на стандардите кои што треба да ги испочитуваат. Стандардите се однесуваат нели на бројот на резервари, мешалка, понатаму тип вид на пумпа, како треба да работи, заштита на преносниците или на спојката што се прави помеѓу карданското вратило и самата приклучна машина. Со еден збор потребно е да има неколку филтри, понатаму како ќе биде начинот на полнење и така натаму. Се оди на тоа да ракувачите имаат минимален допир со активната материја. Минимален допир, на тој начин да не дојде до пролевање, до загадување и до нарушување нели на здравјето на човекот и се разбира на животната средина. Од друга страна, што за жал за мене, имаме ние земјоделски семејства или фамилии или стопанства кои што се занимаваат со различен тип и вид на култура која што ја одгледуваат. Едно е да прскаш овошен насад, друго е да прскаш поледелски култури. Трето е да прскаш дури и кај овошните насади, поледелските култури. Големината на капките, затоа што самата култура е различна, големина на лист е различен, склопот на растенијата е различен, градинарските култури се сосема друга приказна. Не верувам дека можеби бројот на земјоделци може да се избројат на прсти кој врши промена на самите распрскувачи, односно на самата дизна. Затоа што имаме ние лепеза на дизни, на големина на отвори, кои што се стриктно определени за одредена култура, за одреден вид на млаз, кој што треба да даде идеални услови за сузбивање на самата болест. И кој е после крив? Крив е препаратот, крив е трактористот, затоа што нема добро направена нели регулација, нема доволно количество на активна материја, се појавило протекување и така натаму. Протекувањето може да биде директно од самиот распрскувач. А верувајте, поединечната цена е многу ефтина, многу мала, многу ниска. Дури се препорачува на неколку веќе апликации да дојде до менување на некој составен елемент или дел на таа прскалка. Да менуваме само плочката, затоа што како резултат на притисокот, на течноста, отворот на самата плочка доаѓа до незино проширување. На почеток можеби бројот на капки по сантиметар квадратен на пример бил, не знам, некаде 300, 500, 600 зависи од големината, за после неколку апликации тој се намалува на 100-200, што значи големината е многу поголема. Нивното спојување помеѓу себе протекува, што ќе направиме загадување на животна средина, на почва, првенствено, од почвата, подпочвени води, водотеци и сето тоа, затоа што ние не прскаме еднаш во текот на сезоната. Гледаме, секоја година си е приказна сама за себе. Во минатот имавме години каде што имавме голем број на апликации. Дури дојдовме до недостаток на фитофармацевски производи во аптеките, затоа што едноставно не можеше болестите да се контролираат. Да. Ако грубо некој бројки, ако се сеќавам, имаме околу 2500 до 3000 такви машини за заштита на ниво на Македонија, а ги видовме примерите со земјите во транзиција дека тоа е сепак голем период.
голем дел од нив ќе треба да се исфрла, ќе треба нови да се набавуваат. Најголем проблем е недостатокот пред се, според мене, законот за механизација. Законот за механизација сметам дека треба да ги обедини не само машините за заштита. Тука спаѓаат и тракторите, тука спаѓаат и друклите, приклучни машини, тука спаѓаат и увозот на половни машини, затоа што кај автомобилите се знае што треба да исполнуваат услови. Кај земјоделските машини немаме ние критериуми. Од друга страна, и при купување на нова механизација, може да дел од таа механизација не ги исполнува условите, односно критериумите кои што ги дава Европската комисија. Ќе дојдеме до еден вакуум. Имаме стара механизација 4-5 години, не ги исполнува условите, треба да се направи хомологација, испитување и да се провери незината состојба и работа, ќе дојдеме во ситуација да таа биде оттргната од процес. Иако е 4-5 години струва. Точно, да, и тука веќе се јавува проблем. Зошто, како, кој ќе ги покрие тие трошоци, како тие трошоци ќе ги, надополнам јас, кога веќе јас планирам таа машина да ја користам минимум 10 години. Имаме абсурдни ситуации да со европски пари, со ИПАРДи се купуваат, прскалки за заштита кои што не им се барат никакви критериуми. Да дојде ред да треба да ги фрлат за 4-5 години. Значи критериумите при секој оглас, дали е набавка од сопствени средства, дали се користење на некои европски фондови, треба да се дефинираат самите тие услови, критериуми за да полесно потоа биде барем тоа што го купуваме ново да гледаме долготрајно, не моментално. Затоа што моментално во рете. Имавме многу обиди за купување и обновување на погонските машини. Да, трактори имаме доволно. Меѓутоа што правиме со останата приклучна механизација? Имаме во градинарството затоа што да речеме имаме специфични култури. Так. Не е исто да садиш или да сееш кромет или да произведуваш зелка или салата или марула или нешто друго. Меѓутоа верувајте дека сите работни процеси во градинарското производство може да бидат механизирани. Дури и комбајни, и тоа не само одни, него влечени комбајни, кои што цела таа реколта таа ќе биде приберена и собрана на време. Зошто ова го зборувам? Затоа што малку треба пошироко да гледаме. Тракторот како трактор на нас не ни врши работа. Верувајте. Така. Затоа што ако сме имале нешто трактор, ако имаме расположлива погонска, односно приклучна машина, ние повторно треба да купиме погонска машина која што ќе можеме да ја прикопчаме постоечката. Немаме ние напредок и немаме интензивирање на земјоделското производство. Него стоиме во место, стагнираме. Можеме и трошоците за одржување на старата механизација погонска ќе ги намалиме, меѓутоа немаме напредок во унапредување на технологијата и техниката на одредена земјоделска култура. Тука не е на нас проблемот. И тука некаде е крајот на ова издание на земјоделската емисија Бразди, крајот и новаа сезона. Имате пријатно лето и екипата на Бразди да одмори, па се гледаме повторно од септември. До тогаш имате убави летни одмори.